Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Кисименада. Во нив ќе гледате. Започна теренската вакцинација во Тетовскиот регион. Повозрастните жители покажаа голем интерес. Иницијатива за повторно оживување и реставрација на Тетовското кале. Втората стихозбирка на Александар Михајловиќ "Помалку измамени", вчера вечер промовирана во Гостивар. Теренската вакцинација во Тетовскиот регион започна денес. Повозрастните жители покажаа голем интерес, бидејќи сега многу полесно можат да се вакцинираат без да патуваат до пунктовите во градот. Медицинските тимови во наредниот период ќе ги посетат речиси сите села во околните рурални општини. Од населеното место Желино денес започна теренската вакцинација против COVID-19 во Тетовскиот регион. Вакцинирањето се одбиваше во просториите на тамошниот здравствен дом. По краткиот разговор за претходни заболувања и подпишување согласност, граѓаните можеа да изберат помеѓу дози на Синовак и AstraZeneca. Поголем интерес за ваквиот начин на имунизација покажале повозрастните жители. Поголем дел, мислиме, од граѓаниве веќе се вакцинирани во централниот пункт, значи во градовите. Овде поприлично се по-стариве луѓе, тие што не можеле да излезат у град и тоа. Значи овде се гледа дека интересот е поише на луѓе во 60, 65 и 70 години и па нагоре. AstraZeneca поприлично, значи има помал интерес, само тие над 75 години, а поголем интерес има за кинеска вакцина Sinovac. Лицата кои се тешко подвижни ќе бидат вакцинирани во нивните домови. Жителите се задоволни од теренската вакцинација, бидејќи не мора да патуваат до вакциналните центри, а дополнително се избегнуваат и гужвите. Тоа више што не може и да биде још поболе. Поже да идемо ми е горе да земамо тие вакцини. Ева, видиш, ја едва сам дошол. Не може, мој стар, 80 години. И за сега треба да биде пошто е поблиско ми. Тоа е работа, да не идемо да се мучиме тамо вамо, па така. И требаше да идеме у Скопје, у Тетово гужва, ние сме стари. Очекувано беше ова да се случи, да дојдат населението барем да се вакцинира колку може што повеќе. Ова е за добробит на сите. Здравствениот дом Тетово ја подготви листата на местата каде ќе се врши вакцинација и во соработка со локалната самоуправа и местните заедници. Граѓаните ги информираат за денот и часот на посетата. Медицинските екипи треба да посетат 85 населени места. Таму ќе се задржуваат по 1 или 2 часа, зависно од интересот и бројот на жители. Теренската вакцинација продолжува утре со посета на селата во Вратничкиот регион. Активностите за развој на децата и младите преку спорт во Гостивар ќе продолжат и во наредниот период. Општината и организаторите со нов меморандум за соработка се обврзаа на натамошна заедничка реализација на проектот. Во Гостивар продолжува реализацијата на проектот Спорт за развој наменет за младите. Во негови рамки претходно се одржуваа разни спортски активности и игри, преку кои основци и средношколци совладуваа вештини на комуникација, солидарност, толеранција и слично. Наставници пак поминаа низ посебни обуки и станаа тренери за развој. Општината и организаторите денес потпишаа нов меморандум и се обврзаа на натамошна заедничка соработка. Во фокус ќе биде развивање на вештини за вработување. Имаше тренинг за наставници професори во Маврово, продолжи и во Гостивар. Веќе се надевам тоа се имплементира и врз децата и која е крајната цел, практично да ги подучуваме децата на друг начин да развиваат одредени способности и знаења, практикувајќи спорт во секојдневниот живот. Знаете дека цел ден повеќето деца ги поминуваат пред компјутери, ја мислам дека е убава работа и на крај се надевам да бидат задоволни и наставниците, па и учениците.
We are very happy on behalf of German Corporation to collaborate with the municipality on a Среќни сме very што special, соработуваме во Западен Балкан на оваа called посебна Sports програма за Development. развој преку спортот. Го користиме спортот и физичката активност како алатка да ги поддржиме младите да развиваат разни вештини. Се надеваме дека активностите ќе имаат позитивно влијание врз младите, како и младинските организации што се вклучени. Со активностите кои што ќе следуваат во наредниот период, планирано е да бидат опфатени 100 млади луѓе од Гостивар. Со активностите кои што ќе следуваат во наредниот период, планирано е да бидат опфатени 100 млади луѓе од Гостивар. Благодарност до општината Гостивар, градоначалникот веќе многу рече во однос на тоа како имплементираме програмата, но она што е клучно е дека креираме група на тренери тука во градот, имаме двајца инструктори кои што ќе работат на спорт за развој и ќе опфатиме повеќе од 100 млади луѓе кои што ќе влезат во оваа пилот програма за млади за развој на вештини за вработување. Проектот Спорт за развој, освен во Македонија, се спроведува и во Србија, Босна и Херцеговина, Косово и во Албанија. Тетовецот Дино Блажевски започна иницијатива со наслов Кале, срцето на градот. Идеја која преминува во проектна активност чија цел е заживување и реставрација на калето. Смета дека со ваквиот активизам ќе се поттикне решавањето и на другите проблеми во регионот, а калето го потенцира како важен локалитет во историска и рекреативна смисла за тетовци. Кале, срцето на градот. Ова е иницијатива на тетовецот Дино Блажевски, чија цел е да се унапреди тетовското кале како еден од најпознатите локалитети во овој регион. Тој пред нашата камера објасни за каков проект станува збор и истакна дека заинтересираноста на луѓето за иницијативата е голема, што го потврдува фактот дека позитивните промени во регионот се и повеќе од добредојдени. Кале, срцето на градот представува иницијатива која треба да изнедри еден вид на проектна рамка или проектна идеја која во суштина означува или треба да заврши како реставрација и унапредување на тетовското кале од, да речеме, ситуацијата во која се наоѓа сега во културно-рекреативен центар. Нешто што, не знам, на градот многу му треба, нешто што на градот многу му фали, и со оглед на тоа колку луѓето се заинтересирани, сами прашуваат за проектот и се заинтересирани за него, кажува дека граѓаните на Тетово и Тетовско се жедни за промени и жедни за некоја таква идеја од таков тип. Како главна и примерна цел при изготвувањето на проектите беше да биде некаков локален проблем. Од толку локални проблеми кои што има Тетово, ова е некако, да речеме, како поиновативен, нешто што немало до сега како проект изразено, желба и ниту идеја за некакво, да речеме, унапредување на тетовското кале. Блажевски смета дека иако во тетовскиот регион има низа проблеми, сепак со самото започнување на ваквите иницијативи ќе дојде и до поттик за решавање на други проблеми. Тој ја потенцира важноста на тетовското кале како од рекреативен, така и од историски аспект. За реализација на иницијативата започнавме со изработка на три анализи, значи правна, финансиска и компаративна анализа за, да речеме, да се препознаат некои слични вакви проекти. Потоа одиме со отворена дискусија и консултација со општинските чинители, и како и на локално, така и на национално ниво, за значењето на проектот и за неговата можна реализација, и изработка на промотивно видео за тетовското кале, нешто што го немало до сега ниту еднаш направено. На крајот заврши со генерална политика, еден генерален документ кој ќе го опфати, да речеме, сите аспекти на, да речеме, општествувањето и живењето на тетовското кале, и со тој документ како она крајна дестинација е суштина лобирањето во Министерството за култура, под кое и спаѓа тетовското кале како објект. Кога го конструиравме проектот, нели, Кале, срцето на градот, рековме дека калето у суштина представува срце на градот, затоа што е у суштина мешавината на културата, историјата и културата во градот у суштина започнува или завршува на тетовското кале како, нели, дел суштински на градот.
Проектот е поддржан од Интернационалната фондација за изборни системи, Швајцарската агенција за развој и соработка и како партнерска организација е застапен Националниот младински совет. Втората стихозбирка од Александар Михајловиќ со наслов "Помалку измамени" вчера вечер беше промовирана во Гостивар. Книгата е издадена со поддршка на Министерството за култура. Гостиварецот Александар Михајловиќ го промовираше своето второ книжевно дело "Помалку измамени". Се работи за стихозбирка која содржи 45 песни, создавани во последните 2 години, особено во пандемискиот период. Во книгата има љубовна и социјална поезија, стихови кои говорат за секојдневието, животни филозофии и други теми. Книгата содржи 45 песни. Тимот кој учествува во книгата е тотално локален од Гостивар. Рецензент на книгата е новинарката и поетеса Љупка Антеска. Лектор е професорката Габриела Петровска, а уредувањето на корицата и припадна на младата дизајнерка Едона Селмани. Александар дебитираше на книжевната сцена во 2019 година со збирката поезија Алтани и други, а стихови пишува од средношколски денови. Вели дека не е лесно да се твори, затоа што тоа е процес кој бара целосна посветеност. Поезијата не е лесно да се напише, сепак за тоа треба одрекување, треба многу да бидеш начитан, многу да бидеш посветен на тоа. Талентот е сосема дискутабилна работа во тој контекст. Мислам дека поезијата за мене представува глас на народот, затоа што секогаш се стремиме ние поетите да го потенцираме тоа што мислиме дека треба да се промени и самите да бидеме поттик и извор за промена во самото општество. На промоцијата во Гостивар за поезијата на Михајловиќ зборуваше поетот Љулизим Хазири. Тој меѓу другото подвлече дека стиховите откриваат автор кој што сериозно се занимава со пишувањето и дека од него може да се очекуваат уште нови квалитетни поетски дела. Александар Михајловиќ е роден во Гостивар 1971 година, работи како наставник. Добитник е на награди и признанија за поезија во земјава и странство, а негови песни се застапени во повеќе антологии и збирки. Помалку измамени е издадена со поддршка на Министерството за култура. Книгата Неделава ќе биде промовирана и во Скопје. Од Центарот за јавно здравје Тетово ги известуваат жителите на подрачјето на општина Брвеница дека на 14 и 15 јули, почнувајќи од 21 часот до раните утрински часови, ќе се спроведува теристичка адултицидна дезинсекција. Ќе бидат опфатени зелени површини, населени места и депонии. Пронајдена марихуана кај 36 годишник. Полицијата регистрирала и 2 кражби. Во продолжение следуваат информациите од полицискиот билтен. Вчера околу 12 часот на улица Борис Кидрич во Тетово, полициски службеници на СВР Тетово лишиле од слобода 36 годишникот Прилеп, затоа што при преглед му биле пронајдени марихуана и нож. Тој бил задржан во полициската станица Тетово и по целосно документирање на случајот ќе му биде изготвен соодветен поднесок. Вчера вечер во 21 часот во Тетовско камењане, полициски службеници на СВР Тетово лишиле од слобода 72 годишник од ова село, кој околу 19 часот во дворот од нивната куќа со остар предмет му се заканил на неговиот 61 годишен брат. Се преземаат мерки за расчистување и документирање на случајот. Вчера околу 15 часот и 40 минути на улица Гоце Делчев во Гостивар, полициски службеници на СВР Тетово, оделение за внатрешни работи Гостивар, лишиле од слобода 44 годишничка од Гостиварско Форино, која претходно извршила кражба во продавница на оваа улица. Се расчистува и документира случајот, пошто ќе следува поднесок. Вчера во 7 часот и 10 минути, 39 годишникот Тетовско Копанце во СВР Тетово пријавил дека ноќта помеѓу 11 и 12 јули годинава непознати сторители со потреба на сила одзеле пари од црквата Свети Никола од ова село. Увид извршила екипа од секторот за внатрешни работи Тетово.
Секторот за внатрешни работи Тетово со низа апели и совети до корисниците на електричните тротинети за нивното побезбедно учество во сообраќајот. Во Тетово и Гостивар во последно време се поголем е бројот на електрични тротинети, кои најчесто ги управуваат помлади лица. Со оглед на значително интензивираната сообраќајна фреквенција, деновиве на тетовските и гостиварските улици, секторот за внатрешни работи Тетово, со неколку апели и совети до корисниците на електрични тротинети, да ги управуваат по велосипедски патеки или ленти, а доколку не се изградени по пешачки патеки, односно друга површина наменета за движење на пешаци. Возачот на електричен тротинет по велосипедска патека или лента не смее да се движи со брзина поголема од 25 км на час, доколку возачот на електричен тротинет се движи по тротоар, пешачка патека или друга површина наменета за движење на пешаци. Брзината не смее да биде поголема од 6 км на час. Електричен тротинет може да управува само лице кое е навршило 14 години, но не и помладо. Возачот на електричен тротинет задолжително треба да носи заштитен шлем на главата, не смее да превезува други лица и во услови на намалена видливост, должен е да носи рефлектирачки елек. Секторот за внатрешни работи Тетово потсетува дека за непочитување на овие законски одредби предвидени се парични глоби од 50 до 120 евра во динарска противредност. Толку се движат паричните глоби за родителите на лица кои управуваат електрични тротинети и не се придржуваат на законски предвидените правила и прописи за оваа категорија учесници во сообраќајот. Тетовскиот клуб Тетекс ги започна подготовките за новата сезона од втората македонска фудбалска лига Запад. На првата прозивка имаме неколку нови засилувања, например Андреј Јаневски кој доаѓа од Кожув, Александар Поповски кој доаѓа од Перлистер, Гордијан Христов и Давид Спасевски кој доаѓа од клубот Кадино. Имаме уште неколку млади фудбалери од школата Тетекс кои годинава за прв пат ќе бидат вклучени во првиот тим на фудбалскиот клуб Тетекс. Секоја година и секоја полусезона ќе имаме полечување на млади фудбалери од школата кои треба да го носат војни на клубот во подобри времења. Почнуваме во Тетово. Во Тетово ќе тренираме до 3 август, каде што патуваме во Охрид. Во Охрид ќе бидеме до 10 август. Закажани се неколку пријателски надпревари. Уште сме во закажување пријателски надпревари, ќе имаме околу 7-8 пријателски надпревари пред почетокот на сезоната. Исто така новитет во клубот е првпат во историјата на клубот се отвора фаншоп на клубот каде што ќе може да се купи официјалниот оригинален дрес на клубот, исто така навивачки реквизити како поломајци, шалови, знамиња. Фаншопот ќе работи и во Македонија и во странство, во Европа и секаде каде што има македонска диаспора, ќе може да ги купат реквизити на фудбалскиот клуб. Со таа цел да се помогне на клубот во овие тешки времења, каде што клубот нема голем буџет, со купување на дресовите на реквизитите ќе се помага финансиски на клубот. Секој средства од заработка на фаншопот ќе ода во клубот. Чест и задоволство ми е да бидам капитен на клубот. Се надевам дека ова ќе биде поттики за следните генерации кои од младинската категорија ќе стигнат во првата екипа. Кои се очекувањата оваа сезона? Се надевам дека оваа сезона ќе бидеме далеку поуспешни од претходните и нема да се бориме за опстанок, односно ќе бидеме во горниот дел од табелата.
Почитувани гледачи, тука е крајот на регионалните вести. Ви благодариме на вниманието и пријатно.